Посветена на децата во рамки на проектот Место за растење, општини посветени на децата. Во изминатите 12 месеци, првата детска амбасада во светот меѓаши во партнерство со Центарот за семејно и детско згрижување КМОП од Скопје преку проектот Место за растење, општини посветени на децата во Велес спроведува низа обуки за зајакнување на капацитетите на воспитно-образовните институции и локалните власти со цел унапредување на правата на децата и нивното вклучување во локалното планирање во општина Велес. Истите помогнаа подобро да се разберат потребите, но и да се запознаат ресурсите со кои располага општината за оваа тематика. Врз основа на анализите на тие потреби, ги подготвивме овие локални панели за креирање на стратешки план за општина Велес со цел унапредување на правата на децата и нивното вклучување во локалното планирање во општина Велес. Врз основа на ова, ќе се донесе стратешки документ за правата на децата во кој што ќе се интегрираат нивните потреби и ќе се придонесе општина Велес да биде средина што го стимулира развојот на децата и создава услови за нивно активно учество во животот и работата на локалната заедница. Денешната локална конференција ќе отвориме со воведните говори на Драги Змијанац, председател на првата детска амбасада во светот меѓаши, Кристина Василевска, директорка на Центар за семејно и детско згрижување КМОП Скопје, и Марко Колев, градоначалник на општина Велес, кој ќе зборува на темата Локална власт посветена на децата, цели и предизвици во спроведувањето на правата на децата. Повелете. Сега се слушам. Нема да звучи патетично, ама морам да кажам дека јас во Велес сум како дома, од повеќе аспекти. И како дете сум доаѓал тука и роднински сум бил поврзан и се уште сум. Првите почетоци се сеќавам кога направивме в тоа време револуција, кога Лили Ивчева, вашата сограѓанка, со оштетен вид и обезбедивме Брајева машина и таа одеше редовно во училиште. И тогаш не се знаеше за инклузија, но ние направивме инклузијата и таа мислам дека е дел од општината. Имавме координаторка Вера Цуракова, може се сеќавате за неа. Но поинтензивна соработка со општината ја почнавме 2011. Тие што се поодамна во општината знаат дека тогаш ја посетивме општината и ги детектиравме проблемите и потребите со кои се среќаваат. Навистина Велес може да биде и е место за растење прикладно која е посветена на децата, но треба уште да се работи. Треба се работи, например, кучињата, скитници, она што треба да се работи, иако знам дека доста се вложува во рано вклучување на децата во градинка, за да не бидат исклучени од образованието, воспитанието, изгрижувањето и да ги гледаме на улица. Сеопфатеност на децата во основно и средно училиште и она што многу е битно, кариерниот развој, навремено следење на нивните потенцијали и вештини и нивно вклучување во пазарот на трудот, за да не се случува децата да заминуваат младите од Велес. Потребни ни се, затоа што тие не само што се нашата иднина, би рекол, тие се нашата сегашност и без нивните знаења, вештини и капацитети не можеме да градиме иднина, ниту на Велес, ниту на Македонија во целост. Така да, една моја замолница е, знам дека вложувате многу во образованието, имаме многу професори кои се вклучени во програмата за мировно образование. Знаеме дека Велес е познати по парадата на мирот, која 10 години се организира во Велес. И знаеме дека во Велес има голем потенцијал на воспитно образовни кадри кои сакаат и работат квалитетно со децата, но секогаш може подобро и повеќе. Благодарам.
Добар ден и од мене, јас сум Кристина. Многу ми е драго денеска што сум во Велес. Прв пат на вака официјален настан, морам да признам, и многу ми е драго што Велес е една од пилот општините каде што всушност на некој начин го реплицираме моделот на Child Friendly City преку нашиот проект, што значи нели градови посветени на децата, односно градови пријателски за децата. Всушност, што значи овој модел? Јас на почетокот би сакала да се заблагодарам на младиот дечко, не знам кој е твоето име, на прекрасниот вовед за нашиот проект и целта за која што сме денеска тука всушност. Креирање нели на стратешки планови и акциски планови се со цел за вклучување на потребите на децата на локално ниво. Всушност, локалното планирање е доста важно од тој аспект, затоа што децата самите знаат што сакаат, што им треба, кои се нивните потреби, само нели треба да ги прашаме и нели треба да ги вклучиме. Целта на овој проект е всушност еден таков инклузивен процес, кој веќе ние го започнавме, затоа што проектот веќе е во подмината фаза, односно 12 месеци се поминати од неговата имплементација и имавме можност минатата година во октомври да организираме една меѓународна конференција каде што имавме представници и деца и млади од општина Велес, кои што всушност на самата работилница има можност да ја презентираат нивната визија за општина Велес. И тука би сакала да спомнам некои од нивните визии, односно идеи како ја гледаат нивната општина, што беа споделени на самата конференција. Општината гледаат како едно безбедно, пристапно, чисто и забавно окружување. Всушност, од аспект на безбедност, децата во општина Велес би сакале да имаат безбедни велосипедски и пешачки патеки со заштитни огради на тротоарите, со осветлување или решавање на проблемот со уличните кучиња, што веќе го спомна Драги. Во однос на животната средина, преферираат поголема грижа за чистота на ниво на градот, со повеќе канти за отпадоци, а од друга страна би сакале местото да стане позабавно за младите и за децата преку формирање и изградба на разни качења за игра, на паркови, игралишта. Всушност, еден од главните приоритети кои што го спомна на ниво на училишта, на средни и основни училишта, беше борбата против врсничкото насилство. Децата од Велес порачаа всушност на оваа конференција дека има простор за вклучување на децата во локалното одлучување. Препорачуваат поголема соработка помеѓу училиштата, локалната власт и родителите и секако отворување на буџет за остварување на нивните потреби, на нивните приоритети. Всушност, преку усвојување на вакви едни стратешки планови и акциски планови, кои што е следна фаза во овој проект, ќе се осигураме и претендираме, тоа е намерата, и заложбите во насока на креирање на документи на локално ниво, односно на ниво на општина Велес, за да се вклучат потребите и барањата на децата и нивниот глас да биде слушнат со цел за остварување на нивните потреби. На тој начин би се осигурале дека правата на децата се исполнети и дека се вклучени на локално ниво. Ви благодарам уште еднаш на вниманието и на присуството. И уште еднаш многу ми е драго што сум во Велес и што Велес е општината вклучена во овој проект. Благодарам. Добар ден и од мене. И мене ми е мило и драго што сум во Велес. Пошто така почнам првите говорници, некако да сме поспелни да ве наспеа малку. Тоа ми беше целта. Почитувани присутни, почитувани советници, почитувани представници на локални државни институции, драги ученици, колеги од општината, бивши мои професори, мислам дека не пропуштив никој. Пред се, сакам да се заблагодарам што овој проект се имплементира веќе 12 месеци во општина Велес и што општина Велес е вклучена максимално во овој проект. Ова е тема која што можеме ние со денови да седеме и да зборуваме, но мора да кажеме и што сме направили, што сме преземале, заради тоа што извршуваме такви позиции и функции да и јас и советниците и
тука присутните од локалните и државни институции мораме да кажеме што сме преземале, што планираме и што во наредниот период ќе преземеме, а со цел децата да го добијат тоа што го бараат. А нема некои многу големи барања, само треба да ги слушнеме, така да и јас во овие 2-3,5 години се понашам токму така, првен да ги слушнам, да ги разберам и доколку е возможно да помогнам. И затоа ќе се обидам да ја добавам сликата од кај почнавме до кај сме сега и што планираме во наредниот период, заради тоа што среќата на децата нема цена. И кога ќе ги видите децата дека се среќни и радосни, ви даваат и вас мотив за работа, понатаму секојдневното функционирање во овој свет кој што од ден на ден, за жал, се, можам да кажам, полош и полош. Но, тука сме за да ги менјаваме работите, не се откажуваме, со добра мисла и со позитивен дух ќе чекориме напред, така да ќе се обидам на кратко, за да не одземам премногу време, дел од барањата што беа од децата да ги презентирам во наредните 5 минути. Ќе се обидам да бидам може би пократок или подолг, нема да ми замерите. Ги поделивме децата во 2 дела, или па имаме 2 столбови, тоа е натрешно и надворешно. Натрешно го подразбираме подразбираме градинката, основното училиште, средното училиште, додека надворешно е се оно што е надвор од овие институции. Така да во изминатите можам да кажам дека не само 2 години, но и долг период претходно општина Верес може да се пофали дека согласно процентот на деца има висок степен на згрижување во градинките. Значи, тоа е еден добар чекор што е многу направен смислено и пред многу години, да имаме доста објекти кои што се распределени на неколку локации во нашиот град, каде што голем дел од нашите деца одат во градинка и таму фактички учат, творат и се развиваат, со тоа што и јас и сите претходни градоначалници се трудат колку што можат заедно со Министерството за традиционна политика да ги подобрат условите, така да се подобрува и во воспитно-образователниот процес во предучилишно образование, во, не знам, реконструкција на објекти, но и уредување на дворови, за да може децата безбедно да влезат, да излезат, а во меѓувреме целиот ден да им биде исполнет, за да се чувствуваат исполнето и среќни. Дополнително, основното образование е исто така многу битно и затоа можам да кажам дека во изминативе 2,5 години многу можуваме во подобрувањето на инфраструктурата, скоро во сите основни училишта, но секако и со голем број набуки во делот на наставниците кои што ја обувуваат воспитно-образовен процес. Да не ги набројувам школа по школа каде што е направено, но верувајте дека во скоро секој школа има доста направено и со општински пари, и со финансиски пари на Министерството за образование, но има уште многу работи кои што ни стојат како предизвик. Не знам, пред неколку месеци го пуштивме школото во Црквино, тоа е подрачна единица каде што нашите деца нема хуман воспитно-образовен процес. Не сме го заборавиле школото во Сујакове, кој што таму па може би полоша состојбата, но немаме финансиски средства кои што во моментот ни стоат на располагање, но се трудиме и тоа школа во наредниот период да го подобриме. Васе Година го смени својот лик, во Божи Годински се подобрија условите, исто така Кирил и Методи доби спортска сала нова, поточно реконструирана и фасада и двор, но има уште многу работи, но децата сакаат да одат во школи каде што инфраструктурните работи
не се доведени во знак прашање. Заради тоа што и кога учев јас, се доведуваше во прашање и хигиената, дополнително се доведуваше во прашање и тоалетите, и фасадата, и дали кровот тече. Сега тие проблеми по полека се надминуваат. И секако, средното образование, ние имаме неколку средни училишта во градот, тоа е гимназијата, и 3 средни, со тоа што можам да кажам дека едно школо моментално е и државно училиште, заради тоа што со забрзани чекори оди напред, интересот е голем, тоа е основно, поточно општинското или сега државното училиште Којан Делковски, кое што можем да кажем дека согласно потребите на пазарот вади или продуцира кадри кои што се барани и во Вересно, надвор и од Верес. Тоа е основно училиште кое што во наредниот период исто така ќе претрпи поголем развој. И таму се вложуваат многу, значи, не знам, јас пред да бидам градоначелник работев во Центарот за развој на Вардарски планински регион, каде што помагавме таму во делот на фасади, кровови, сега се редуваше дворот, во континуитет се реновираат внатрешните делови на училиштето, се отвараат нови смерови, но и другите школи по полека си го заслужуваат својот сјај. Значи имаме средно училиште Димитрije Чуковски, кое што исто така добро се развива, по полека го враќаме сјајот на Велешката гимназија, но не се откажуваме од економското школа, тоа е Јовче Тестичков, затоа што мојата девиза е дека ќе се бориме ниту едно школо во наредниот период да не биде згастен, иако бројот на деца, сакали некаде мораме да признаеме дека се намалува. Но има други начини и форми каде што можат и мора школите да обстојуваат. Тука го гледам и директорот на основното училиште во село Позалково, каде што така заедно со советникот вложивме, заборив да го кажам, многу изменетиве 2 години во делот на подобрување на условите. Замислете, пред 2 години се палија ќумбиња, се имаме парно. Иако воа, искрено да ви кажам, кога зборуваме во еден ваков првов објект кој што е финансиран Европска унија, зборуваме за Европска унија, кажуваме дека достигнувањето е ставањето на парно на пилети или не знам на топлински пумпи, некој да не слуша ќе рече тоа ние многу одамна го надминавме, но вистината е дека пред 2 години и до ден денески има школи каде што наставниците или службите секој сабале палат ќумбиња за да ги загреат децата, дека нема тоалети, но сега тоа е веќе минато. Ние зборуваме сега за производство на електрична енергија во самите школи, зборуваме за разобување, зборуваме за, не знам, и размислување за по секој основно училиште, колку што е може да има целодневен престој, така да тоа се потребите на нашите граѓани, на нашите деца. И тука би завршил многу, иако па ќе кажам, има уште многу работи кои што може да се кажат. И можеме да зборуваме и јас и вие со денови, но мислам дека се подобрени значително работите во овој период. Она што го зборував на почетокот како некои надворешни делови од нашиот град кои што не се во градинките, во основните, во средните училишта, е дека после 4 часот, поточно после 15-16 часот, децата обично со нивните родители, со нивните баби и дедовци сакаат да испанат во нашиот град. Нашиот град да биде чист, да биде зелен, но да има и каде да се рекреира. И за тоа можам да кажам дека се потрудивме поприлично многу и до ден денеска тоа го правиме и во наредниот период ќе правиме да во секој делче од нашиот град, во секој, може да кажам, приградска населба, во секој село направиме барем едно градче каде што децата можат да се рекреираат. Тоа не се некои големи паркови, но се многу добро смислени, каде што пред се изградени од корен или се реконструирани, се оградени за да безбедност на децата да не можат да испаѓаат од тој објект и дополнително да имаат место каде што ќе се уловат, ќе се лизгаат, ќе уживаат, ќе се вртат тоа што ги интересира
нив. Така да и пред да станам градоначелник, голем број на и дечиња кои што ме познаваат, но и родители ова го бара. И затоа интензивно уште првиот ден се зафативме со и проектирање, но и со изведба на голем број на овакви делови. Ќе ги набрам само неколку, по неколку збора ќе кажам. Првото кое што се направи е оно акутно детско кратче ке Дизни, заради тоа што многу генерации од тој дел на градот, но и други наши сограѓани одеа таму. Сега тие што не се од Велес, а нема такви, нели, да сме наши сме, го знаат тоа катче колку беше руинирано. А сега тоа е едно од најумилените катчиња, каде што секој ден од сабаре до вечер има деца кои што го посетуваат. Направивме целосна реконструкција на тоа еден поголем детско рекреативен комплекс спортски во населба Тунел, кој што исто така беше запоставен, но таму имаме неколку населби кои што гравитираат. Тоа е Тунелот, тоа е Керамидна, но тука ги имаме и Камено брдо, каде што инфраструктурата малкутска е полоша, за да може да се семињаат и да рекреираат. За кошарка, за фудбал, нови зелени површини, оградено, што е многу битно, па ќе кажам заради тоа што и јас имам две малолетни деца, едното е сега 6 се прави, другото 11. Не може да го контролираш колку што сакаш, некогаш ќе ти се ќе ти избега од рака, не знам, ќе отидат мислите на друга страна и кога ќе видиш он беше отишол на некоја друга страна каде што може да се случи некоја незгода. Посебно сум горд на дворот кој што во моментов се работи, тоа е огромен спортско-рекреативен комплекс каде што ќе кажем и сумата над 15 милиони и 250.000 евра вложуваме во тој спортски комплекс. Таму ќе биде и правата патека за трчање, тоа се со 4 тартам патеки каде што децата сакаме да им го вградиме трчањето, спортот и рекреацијата што мали нози. Пошто мислам дека сум долг, ќе убрзам. Гимназија доби спортски комплекс. Целосна реконструкција или поголем дел од младинскиот беше реконструиран. Дополнително направивме едно игралиште во автобуската станица. Може би бевме после Скопје први во изградбата на пантрак за велосипеди. Моментално се проектира и реконструкција на градскиот парк. Моментално се работи на голем спортски комплекс во Преварец. Тоа е една населба која што е надвор од градот, потоа што е споена, но верувајте дека таму немаше никаква спортска содржина. А таму повложуваме на 24 милиони евра или 400.000 евра за изградба на тој и спортски, но и голем дел е парк за деца. Но не ги забораваме и селата. Карасари веќе има спортски објект или поточно детско кратче. Моментално се работи во Пашино село, во Осујаквари е завршена работата, во Отовица. Денови треба да почне уредувањето на спомен кустурницата, така да мислам дека до крајот на мојот мандат ќе нема место каде што ќе можат каде нашите граѓани да кажат дека немаат каде да ги изнесат нивните деца или па децата нема каде да уживаат. Така да ова се големи проекти со милионски суми каде што општината и со сопствени средства, но и со поддршка на меѓународна заедница или приватни компании се обезбедува да ги реализира. Има место градоначалничи, секогаш го заборавате речени. Ќе одговориме, ако дозволите, да завршам, ќе бидам краток, но не е само воспитно-образовниот процес и надвршните игралишта, ние многу често децата ги вклучуваме и во самото функционирање на општината, но и на институциите кои што се формирани во општината. И јас редовно со задоволство примам и деца од градинка, примам деца и од основни училишта и од средни училишта, ги запознаваме со работата на општината,
со работата на Советот, со работата на градоначалникот. Чести гости ми сте во кабинет, разговараме. Дополнително за младите формиравме и младински совет. Не знам, уште неколку комисии дополнително поврзани со младите. Младински центар, тука ни е одговорното лице. Не знам, хаб за млади. Така да вложуваме многу во младите. Дополнително им организираме театарски представи и ги вклучуваме во питијади, не знам, за Свети Трифун, за Нова година, така да се обидуваме да направиме се за да бидат сретни. Не знам, прв пат во историјата на Велес за Нова година блесна во еден појнаков сјај. Тоа младите верувајте дека јас дома по моите знам дека секоја вечер ме терале дали сум изморен или не сум изморен да прошетаат, заради што цел град цветеше во со светилки. Тоа они го уживаат, сака гледаат на телевизија секаде по светот и по Европа се случува нешто. Во нашиот град прв пат го гледаат и тоа мислам дека беше поздравено. И за да не дожам многу, иако ми напишале мене службите поприлично доста работи, кои што во интерес на времето и ги прескокнам или има прашање ќе ги одговорам. Јас не го крием тоа, го зборувам јасно дека јас сум човек кој што има дислексија и тоа сум го дознал многу касно во мојот живот, тоа сум го дознал на 35 години, отприлика пред 4 години. И за оваа тема зборувам многу често и многу отворено, и на телевизија, но и секаде. И на тој начин голем дел од младите деца кои што се прво, второ, трето деление, а кои што имаат оваа состојба, верувајте дека ги охрабрувам и нив и нивните родители за полесно да го поминат овој процес, а дополнително организираме и голем број наубавки за слушните служби, но и наставниците кои што се вклучени во воспитно-образователен процес, заради тоа што оваа тема е заборавена тема, поточно ја се трудам она што се случува на локално ниво да го гледам на државно ниво, но тешко ми оди. Нема слух по Министерството за образование, морам да кажам. Се надам дека во наредните месеци и години ќе има слух, заради тоа што оваа состојба ја има 10 до 15% од децата и возрастни кои што немаат ни поима, а се мачат во образователен процес. Така да и тоа со гордост можам да го кажем дека го правиме и дека ќе го правиме. Така да се спомна кучињата скитници, се надам дека наредниве недели ќе почне да работи регионален стационар во Кавадарци, каде што со поддршка на Европската унија, со поддршка на Швајцарската развојна агенција обезбедивме пари, изградивме објект, обезбедени си финансиски средства за финансирање, така да ни треба заради избориве кадровски да го доекипираме со доктори, со ветеринарни служби, за да може да проработи. Мислам дека во собранска процедура е новиот закон за миленици и кучиња скитници, каде што ќе има попрецизни работи кои што може секој од нас да ги прави, заради тоа што не е правењето да го задоволиш детето да му купиш куќа после месеци да го пуштиш надвор и тоа да се размножува и да ни прави проблеми. Ниту па за употребата на наши сограѓани, тоа се мал број и адвокати да испампуваат пари од страна на општината, а тоа се сериозни пари, кои што може да ги вложиме ние во други работи. Така да има уште многу работа, но пак ќе кажам, горд сум што успеавме за еден краток временски период да постигнеме и да ги развеселиме нашите деца. Ве благодарам. Би ве повикал доколку имате било какви прашања, дополнувања, сугестии, да ги искажете. Во ред. Нема прашање. Да одговорам на прашање. Ова? За речени нешто, така? Речени една убава населба, каде што живеат наши сограѓани, која што не само во делот на детски качиња запоставена и по подземна инфраструктура, зборувам за фекална посредка канализација, патна инфраструктура, детски качиња и се друго.
Тоа е така заради тоа што населбата е многу голема, прва работа, втора работа е урбанизирана, е заупотребена во поголем дел од нашите сограѓани. И тоа што можам да го кажам дека во моментов ние бараме локација и некој не бегаме од обврската дека и во Речкани треба да има некој катче каде што децата ќе се прекрија. Но одречени многу ни блиску, не знам, Костурница за кратко време кој што ќе добие содржина, но многу ни блиску и Дворови и други локации, така да не се откажуваме од Речани. Јас не знам, недолно ниво имам по неколку наши сограѓани кои што бараат и со право бараат и пат, и вода, и канализација, и тротоари, и се. Заради тоа што таму општината не само во овие години, туку со децени не вложува ништо. Само 20 години. Само тоа. Директорът на училище Илија Бузалков. Че спомнавте некои инвестиции. Сакам да кажам за Шеве Бузалкова, заборавивте да кажете дека се гради воделектрична централа, значи која е веќе привршена, се уште не е во употреба, веќе е привршена, но зборуваме за детски катчиња, за уредување на двор, за значи селата е училиштето што е подрачното Бузалково со Сливник Буковец, таму во ниедно училиште немаме да детски катчиња. А зборуваме значи за училиште со 500-600 деца. Значи треба во иднина да се мисли и нали. И спортските терени веќе се да не речем уништени. Значи треба да се планира, иако односите со градоначалникот се супер, секогаш значи седнуваме, разговараме, може би не требаше вака јавно, ама си седнуваме и посебно. За во иднина, значи, да не има план и нас, оти пример, гледаме да решиме баш на село или некои места каде што има 10-20 деца, а кај нас се зборува за над 500 деца. Значи, во иднина да не имате план и нас. Благодарам. Се слушај, бе. Да не викам. Обично со микрофон не сум научил да држам и да зборувам, на повеќе на песна не тера. Како не би сакај да пеам. Значи, јас кажам дека доста е направено, но има уште многу да се прави, али една работа само ќе спомнам. Да имаше барем едно место кој што било претходно направено, за да знаеме дека тоа е направено, да почнеме од второто место. Тука немаше ниту едно место направено пред да е презем функцијата. И секогаш се водиме во делот на приоритети. Мора секаде да, како се вика тоа, да подработиме по нешто. Општината е поприлично голема. Голем е и градот, но има многу села, има и живи села. Едно од тие села е Бузалково, може би најголемо село во Велес, не знам, дали заради не е поголемо. Сега по Бузалково изселувањето го правиш, поединочно беа води заради поголемо. Но сме размислували, еве го тука и советникот, и за потребата и за тоа направивме документација за спортска сала, нема и спортска сала. Има два терени, едниот е кошаркарски, едниот е фудбалски, кои што треба да добијат реконструкција. Мене се ми јасно. Но верувајте дека и финансиските средства се ограничени. И треба да избалансирате помеѓу сите овие работи.